месечно издание на регионалните вести. Бројката на пожари во Полошко од година в година се зголемува. Во споредба со лани, од почетокот на годинава досега имаме 100 пожари повеќе. Коренот на проблемот лежи во човечкиот фактор. Од јануари годинава досега имаме 500 пожари на Тетовското подрачје. Минатата недела голем пожар проголта еден објект во Штарник, лоциран долж патот кон Тетовското село Фалише. Вакви големи пожари често се јавуваат посебно на земјоделските површини, каде има плевни и разни штали и пристапот до нив е многу тежок. Поради полските патишта често на ваквите интервенции пожарникарите доцнат. Затоа треба да се внимава каде се градат ваквите објекти, апелираше Ука Алити, командир на територијалната противпожарна единица Тетово. Низ нашите ниви, низ полок, кога се појавуваат пожари на отворен простор, значи има многу објекти направени и се донесуваат во опасност и објектите при појавување на пожари на сува трева, значи и на стрништа. Истакна Алити. Тој смета дека човечкиот фактор и неговото невнимание е основната причина за зголемениот број на пожари. Како пример ја посочи праксата вообичаена за тетовци, кои многу ретко ги чистат своите оџаци пред грејната сезона. Апелирам и ги молам нашите граѓани од Тетово и Тетовско да го користат ова добро време, да ги исчистат, бидејќи не им треба многу, 10-15 минути за да ги чистат оџаците, бидејќи од еден неисчистен оџак доаѓа до фаталитет или до некоја катастрофа. Према нашето искуство што го имаме како пожарникари, од еден неисчистен оџак може и објект да се запали, па чак да се донесува во опасност и луѓето кои живеат у објектот, но има објекти кај што нашите граѓани ги користат и како бизнис, вршат бизнис дејности, треба да бидат многу внимателни и да ги чистат оџаците. Овдека пред се би апелирал и би молел кучните совети од колективните згради да преземат се што е во нивна надлежност и законска обврска на секој граѓанин да ги чистат оџаците. Истакна Алити. Тетовските пожарникари, како што вели командирот Алити, ќе ја дочекаат зимата подготвени за интервенции, благодарение на донацијата од двете противпожарни возила, со комплетна опрема и пожарникарски скали. Нема незапишани првачиња во Тетово. Вкупниот број на првооделенци во новата учебна година изнесува 1153. Сите првооделенци запишани во основните училишта во Тетово доставиле потврда за примени задолжителни вакцини, што всушност беше и услов за прием во училиште. Само еден ученик условно е запишан. Ова година во основните училишта на општина Тетово се запишани во прво оделение вкупно 1153 ученика и при упис на овие ученици во прво оделение стриктно се почитуваја одредбите од Законот за основно образование, како и препораките од Министерството за здравство. Така да ученици со непримени вакцини не се примија воопшто за упис во основните училишта на општина Тетово. Само имаме еден изолиран случај на еден ученик во едно основно училиште, кое што се уште не има доставена документација за примени вакцини и тој условно е запишан во прво оделение и очекуваме и тој да не ја достави документацијата за приема на вакцини и после редовно да ја посетува наставата. Според одлуката на Министерството за здравство, родителите кои не донеле потврда дека нивните деца се вакцинирани, треба да платат казна од 100 до 300 евра. Од секторот за јавни дејности потврдуваат дека во Тетово се почитуваат правилата за комплетна документација при упис во училиште. Ние не можеме да ги запишеме, поради тоа што се многу стриктни препораките од Министерството за здравство, како и во Законот за основно образование
Стриктно пишува дека од документите што треба да ги достави, задолжително треба да достави и документи за примени вакцини. Во случај да не се достават оние документи, учениците не можат да бидат редовно примани во основните училишта. Одлуката која ја донесе Министерството за задолжителни вакцини се базира на епидемијата на мали сипаници која е на цела територија на земјава. Според најновите податоци на Институтот за јавно здравје, заклучно со крајот на минатиот месец, не се регистрирани нови случаи на мали сипаници. Крајот на епидемијата треба да биде прогласен кога 2 пати по 12 дена нема да има пријавено ниту еден заболен пациент со мали сипаници. До тогаш остануваат на сила претходно препорачаните мерки и активности, кои ги преземаат надлежните институции. Средното земјоделско училиште Моша Пијаде од Тетово продолжува со низа активности во рамки на различни проекти. Во текот на наредната недела ќе биде домаќин на гости од Англија, Италија, Полска и Турција. Сите проекти на училиштето се дел од Еразмус плюс програмата. 6 ученици и 2 професори од Англија, Италија, Полска и Турција ќе бидат гости во средното земјоделско училиште Моша Пијаде во Тетово. Во моментов се реализираат 3 нови проекти во училиштето, кои со години бележи резултати на полето на надоградба како на учениците, така и на професорите. Оваа недела од 6 до 12 имаме 2 настана, 2 различни проекти. Едниот проект се вика Smart School, Smart Generation, каде што учесници од Англија, Полска, Турција и Италија ќе дојдат во посета на нашиот град, односно нашето училиште, и преку употреба на дигитални алатки ќе пробат да ја обогатат наставата, односно да стекнат вештини и наставниците и учениците за подобро совладување на наставните часови, односно програмите кои што ги изучуваат. Учениците ќе бидат дел и од проектот за стекнување европски вештини преку традиционални приказни. Ова е веќе втора година како се реализира овој проект. 3 професори и 2 ученика ќе патуваат во Анталија во Турска, каде што ќе имаат активности традиционални приказни од нашето поднебје, бараме вредности кои што се од Европската Унија, со тоа што преку истото ги спознаваме заедничките работи кои што ги имаме, ја ги негуваме традицијата, а гледаме нешто што е вредност која што се признава во сите држави, односно сите култури ги признаваат. Наредниот чекор ќе биде работилница каде што ќе се оспособуваат учениците да пишуваат модерна приказна со европските вредности. Така да преку игра, преку учење учиме повеќе работи, а и се запознаваме со другите култури. Во следните 2 учебни години во училиштето ќе се реализира и проект кој ќе ги спои математиката и уметноста. Преку креативни работилници, учениците ќе ги совладуваат математичките вештини. И во овој проект повторно доаѓа до здружување со професори од други земји, како Литванија, Хрватска, Турција, Грција, Италија и Македонија. Сите проекти се поддржани од Национална агенција за мобилност и образовни програми и од Еразмус плюс програмата. Мајка и син пријавиле измама од жител на Требош, кој му одзел поголема сума пари. Лишени од слобода неколку лица по разни основи. Вчера околу 11 часот 35 годишник и неговата 62 годишна мајка од тетовското село Палатица пријавиле дека 34 годишник од тетовското село Требош во неколку наврати ги измамил и ги оштетил за 79.000 денари. Според пријавеното, тој им ветувал дека ќе им помогне да добијат работна виза за Германија и старосни и социјални пензии. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Ноќеска полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода двајца тетовци, кои претходниот ден околу 23 часот на улица Иво Лола Рибар во Тетово физички го нападнале 18 годишник од Тетово и му одзеле мобилен телефон. Двајцата биле задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот. Полицијата вчера околу пладне на улица Тодор Циповски Мерџан во Тетово привеле 19 годишник од тетовското село Тушиште, осуден на казна затвор за сторени кривични дела, кражба и тешка кражба.
Тој бил предаден во казнено-поправната установа Идризово во Скопје за издржување на казната. 53-годишникот Тетово пак е лишен од слобода поради основи на сомнение дека сторил кривично дело, задоволување на полови страсти пред друг. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во полициската станица Гостивар, жител од гостиварското село Дуње, пријавил дека претходниот ден околу 22 часот на улица 101 во Гостивар бил каснат за левата нога од куче скитник. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово одржа пресконференција. Почитувани, изминува третата година од ветениот живот, но животот никако да дојде. Економијата тоне, нема инвестиции, здравството и образованието се пред колапс. Нема ден без афери и скандали. Имаме партизирано судство и обвинителство кое суди под политички притисок. Сакаат да станеме апатични поради колективната несреќа која ја донесоа. Сакаат да се навикнеме на тешкиот живот. Сакаат да ни ја нарушат самодовербата, да ни го скршат духот, за да може се полесно да им минува. Меѓутоа, очигледно не си го познаваат сопствениот народ. Го подценуваат, го сменија името, посегнаа по идентитетот и оставија длабоки рани кај секој од нас. Почитувани тетовчани, доколку сте загрижени за вашата иднина и иднината на вашето семејство, доколку сте очајни и гневни поради распродажбата на националните и државните интереси и разочарани од фактот дека секојдневно некој ваш близок заминува од државата за парче леп, приклучете се. Заедно со нас во заедничка борба да ставиме крај на ова зло. Приклучете се на разговорите за обнова на Македонија во сабота на 5.10.2019 година, во 13 часот пред поранешна лименка. Тетовчани никогаш не подклекнуваат и не се предаваат, туку напротив имаат мотивација и инспирација да се изборат за подобра иднина. Приклучете се во враќањето на надежта во секој наш дом, во секој наше мало, во секоја наша улица, да ја вратиме на смевката и среќата кај луѓето во секое семејство. Ние стартуваме со финишот на нашиот маратон, кој ќе заврши со успех. Затоа приклучете се на разговорите за обнова на Македонија, бидејќи обновата доаѓа. Основниот суд Скопје 1 донесе ослободителна пресуда за обвинетиот поранешен министер за внатрешни работи Љубе Бошковски во предметот познат како Ровер, односно за убиството на Маријан Тушевски и Киро Јанев во 2001 година. Ослободителна пресуда добија и останатите обвинети за помагање: Зоран Трајковски, Сашко Јовановски, Ивица Ристич, Гоце Митревски и Никола Негриевски. Судот ја потврди претходната пресуда за доживотна затворска казна за тројцата обвинети српски државјани Предраг Чубрило, Милан Илич и Милорад Ковачевиќ, обвинети за убиството на Маријан Тушевски и Киро Јанев. Фудбалскиот клуб Љуботен од Тетово ги започна настапите во Трета лига Запад без неколку клучни фудбалери и без финализирана финансиска конструкција. Сепак, тоа не е пречка за функционирање на првата екипа и младинските категории на клубот. Најстариот македонски фудбалски клуб го започна првенството во Третата лига Запад со 2 порази на првите 2 надпревари, а му престои тешко гостување во Кичево против Напредок. Сето ова се должи за неочекуваното заминување на 4 фудбалери од првата екипа, како и нецелосно комплетираната финансиска конструкција за оваа сезона. Сепак од клубот најавуваат и очекуваат дека и покрај овие проблеми ќе биде остварен пласман во горниот дел на табелата. Годинава од Трета лига Запад можем да кажам дека екипно сме далеку со послаб квалитет од минатата сезона. Ненадејно, значи, при крајот на предходниот рок не напуштија 4 играчи, што значи дека дополнително сме ослабени оваа сезона во споредба со лани. Амбициите се да се пласираме, значи, во горниот дел на табелата, меѓу првите 5, тоа значи за гарантиран опстанок во лигата. Тоа е тоа. Дали финансиската конструкција ви е обезбедена за оваа сезона? Можам да кажам дека на финансиски план клубот мака подолг период. Единствен спонзор и извор во клубот е City Taxi на чело со Перо Јовановски Маче, кој воедно е и председател на клубот.
да се одигра една сезона во трета лига чини околу 5000 евра. Ние како клуб, освен овој прилив, никаков прилив немаме друг од страна. Значи, една паралела, да кажем, одигрување на надпревар на домашен терен, на стадионот на АМС спортски центар во Тетово, не чини 50 евра. Потоа дополнителни трошоци има околу камера, околу организирање на надпревар. Вкупно, ако ги сумираме трошоците, се 100 евра за одигрување на надпревар на домашен терен. Хендикеп е за нас, што немаме свој стадион. Мораме да бараме алтернативи за да одиграме домашен надпревар. Почнавте со два порази во лигата, сега ви предстои уште едно тешко гостување во Кичево против Напредок. Кои се очекувањата од овој надпревар во сабота? Да не барам алиби, оваа година ждревот не ни беше наклонет. Значи, во есенскиот дел имаме лоша ждревка. Имавме тешко гостување, па кикс на домашен терен. Значи, не очекувам кикс на домашен терен, сега гостуваме на Напредок. Значи, со два пораза имаме многу лош старт. Со Напредок очекуваме да изиграме, барем да се вратиме на поразени од Кичево. Потоа ни очекуваат исто надпревари, многу тешки, и на домашен терен, и на гости. Веќе во 6-то коло сме домаќини на екипата на Тетекс. Ги повикувам сите љубители на фудбалот во Тетово, тоа ќе биде празник за Тетово. Значи, по подолг период се враќа фудбалското дерби во градот. Не се сеќавам точно, но мислам дека во иста лига биле уште 96-97, кога Љуботен отпадна од прва лига. Значи, тогаш играа во втора лига Запад. И тек сега сме сведоци да се одигра пак градско дерби. Општ коментар за оваа сезона во трета лига Запад, кои се фаворитите? Па многу е јасно, значи во трета лига Запад се издвојуваат два фаворити, значи екипата на Тетекс и екипата на Беса од Добридол. Останатите екипи се со далеку послаб квалитет. Очекувам, значи, првакот да се одлучи во директен меѓусебен дуел. Ни кажа дека финансиската состојба е лоша. Во Љуботен функционира и младинска школа. Кажи ми како функционира младинската школа и дали првиот тим црпи играчи од својот погон? Се уште не, значи тоа ни е генерален хендикеп на екипата. Ние имаме младинска школа, но не е исполнета во сите категории. Значи во моментов се најниските категории и го нема оној природен прилив на играчи, значи од младински категории да стигнат до сениорската екипа. Тоа ни е голем недостаток. Работиме на тоа, но треба и финанси и време. Се надевам дека тоа ни е стратегија во наредниве 5 години да ги пополниме тие категории. Надпреварот од третото коло на третата лига Запад помеѓу Кичевски, Напредок и Љуботен. На програмата е во сабота со почеток во 15 часот и 30 минути на градскиот стадион во Кичево. Кошаркарскиот клуб Гостивар утре ќе одигра пријателски надпревар со КК Кожув, кој има хуманитарен карактер. Парите од влезници ќе бидат наменети за помош на социјално загрозени семејства. Од КК Гостивар ги повикуваат граѓаните да го проследат надпреварот во што поголем број. Кошаркарскиот клуб Гостивар во хумана мисија во сабота во спортската сала Младост ќе одигра пријателски надпревар со КК Кожув од Гевгелија од хуманитарен карактер. Парите кои што ќе бидат собрани од влезниците ќе се наменат за помош на социјално загрозени семејства од Гостивар. Иницијативата за овој надпревар ја покрена раководството на Гостиварскиот клуб, од каде велат: ова најверојатно ќе биде последен контролен надпревар пред почетокот на сезоната. Ни гостува силна екипа која претендира пласман во горниот дел од табелата. Со самото тоа не очекува атрактивен надпревар за следење. Влезниците за надпреварот, кој почнува во 17 часот, ќе чинат 50 денари. Од Кошаркарскиот клуб Гостивар апелираат до сите хумани луѓе и љубители на кошарката да присуствуваат на генералната проба пред почетокот на првенството, со што ќе дадат и свој придонес за помош на социјално загрозени семејства од градот. Во саботниот надпревар ќе дебитира и најновото засилување на гостиварци, Маријан Младеновиќ, кој игра на позиција плеймејкер и важи за еден од најдобрите одбранбени играчи во лигата.
До сега кариерата ја градел во клубовите Блокотехно, Куманово и Охрид. Времето денес беше претежно облачно и свежо со повремени врнежи од дожд. Дуваше умерен до засилен ветер од северен правец. Температурите се движеа од 6 до 16 степени. Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен, а повремено и засилен западен ветер. Температурите ќе се движат од 7 до 21 степен. Тоа беше последната информација во денешните регионални вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.